Microsoft Office останува непопуларниот пакет за продуктивност за документи, табеларни пресметки, презентации и многу повеќе. Дали доаѓа како пакет за софтвер за преземање или како пакет Microsoft 365 Cloud. Сепак, низа алтернативни конкуренти станаа се попривлечни, особено поради повеќе цени за лиценцирање, а некои се бесплатни за употреба. Сепак, плаќањето помалку или ништо не мора да значи дека софтверот е со понизок квалитет, како што може да сведочи заедницата со отворен извор. Сепак, може да има проблеми со споделување документи помеѓу различни платформи за канцелариски пакет, што може да представува вистинска грижа. Ова е причината што при изборот на алтернативата за Microsoft Office треба да бидете сигурни во какви било недостатоци што може да ја ограничат вашата потреба на софтверот, особено ако треба да споделувате или да соработувате на документи со други корисници кои имаат еден или повеќе различни канцелариски пакети. Ако ја користите канцелариската алтернатива како самостоен софтвер, не треба да има такви проблеми. Но тоа е нешто за кое што треба да внимавате ако на крајот се промените во друг пакет софтвер. Со тоа, најдобро во алтернативите на Microsoft Office е што генерално има силни програми со целосна функционалност и мал проблеми при споделување датотеки со други платформи, иако малкумина се приближува до целосната функционалност на Microsoft 365. LibreOffice е бесплатен пакет и е open source и е составен од програма за пишување на документи, Writer, Calc за табеларни пресметки и Impress за креирање на презентации и е достапен на 110 јазици. LibreOffice користи формат ODF, но и ги поддржува оние од Microsoft Office. Тоа е стандарден пакет за повеќето дистрибуции на Linux и исто така е достапен за употреба на Windows и Mac OS. И го има и за Android. Како и кај повеќето open source програми, целата техничка поддршка доаѓа од интернет, но гледајќи колку е лесно ова да се користи, ретко ќе имате потребна поддршка. Платформата исто така нуди можност за експортирање на датотеки во PDF формат. Може да се додаваат и дополнителни екстензии на овој пакет и тоа. Следно го имаме FreeOffice. Тоа е бесплатна алтернатива која многу наликува на Microsoft Office. Тука имаме познат интерфејс, компатабилност со екран на допир, доаѓа за Windows, Mac и Linux. Значи, имаме бесплатно користење, тоа е комплетен пакет за канцелари што може да се користи бесплатно и за дома и за на работно место, развиен е за Windows, Linux и нуди основна верзија на корисниците на Android. Самиот пакет е целосно компатабилен со форматите на Microsoft Word, Excel и PowerPoint, а тоа значи дека не само што може да се прегледуваат, туку може да се може и да се зачувуваат датотеки во формати како што се DocX, XLSX, PPTX. Исто така поддржува и постари типови на датотеки како што се PPT и XLS. Новиот интерфејс што беше лансиран оваа година ви дава можност или да работите со модерни или класични менија и ленти со алатки.
Ова го прави префрлањето од Microsoft Office лесно да се направи, бидејќи интерфејсот е можно сличен. За некои корисници кои имаат луксусен компјутер со екран на допир, можат да го користат слободно и режимот на допир со поголеми икони. VPS Office има одлично бесплатно ниво и напредни карактеристики за претплатници. Има поддршка на повеќе јазици, некои карактеристики ги има како само премиум. VPS Office беше издаден во 2016 година од кинескиот развивач на софтвер Kingsoft. Тоа е канцелариски пакет што е достапен за Windows, Linux, Android и iOS. Достапен е на англиски, француски, германски, шпански, португалски, полски и руски јазик. Нуди бесплатно и премиум ниво. Бесплатното ниво ви овозможува да користите Writer, Presentation и Spreadsheets, кои се алтернативи на пакетот Microsoft Office, кој исто така многу наликува. VPS нуди PDF конвертор во Word, што е брз и лесен за употреба. Поддржува најголемо експортирање и исто така може да подели или да спои две или повеќе PDF датотеки во една, односно да направи делење на една датотека или пак да направи спојување на две или повеќе PDF документи. Нуди бесплатна Cloud Storage од 1 гигабајти за корисници на iOS и компјутер. Но ова услуга се уште не е достапна за Android. Цената на премиум е 29,99 USD годишно и му овозможува на корисникот да поврзе 9 уреди одеднаш. Исто така, со плаќањето се ослободува од сите недосадни реклами што се вообичаени за Free Mode. Следно го имаме Polaris Office. Polaris Office е развиен од страна на Intravere и првично беше објавен во март 2014 година. Тоа е бесплатен пакет, бесплатен за 13-14 дена, колку што го дава триал, што е достапен за Android, iOS, Windows и macOS. Се чини дека популарен пакет меѓу деловните субјекти и го користат слични на Amazon и Samsung. Сега нормално дека триалната верзија дава реклами, го имам користено, знам, а платеното неверојатно нема реклами, има понапредни функции. Сега, со овој моќен пакет може да се уредуваат многу различни формати на датотеки, како што се PPT, XLS, DocX и HVP. Со најновото издание на Polaris може да се конвертираат и уредуваат PDF документи. Пакетот поддржува неколку различни јазици, како што се француски, германски, корејски, англиски и руски. Како што спомнав, единствената вистинска критика кон Polaris е дека иако бесплатното издание нуди огромен спектар на одлики, рекламите на моменти можат да бидат малку оттргнувачки. SoftMaker Office е канцелариски пакет развиен од 1987 година од германската компанија SoftMaker, Software GmbH, со седиште во Нирнберг. SoftMaker е достапна како опција за еднократно купување во стандардни и професионални изданија, како и претплатна верзија, позната како SoftMaker Office NX, достапна за домашни универзални изданија.
Издадена е бесплатна верзија под името SoftMaker Free Office. Прега ја спомнав. Free Office го заменува SoftMaker Office 2006-2008 година, кои беа објавени како бесплатни програми, откако првично беа достапни за купување. SoftMaker вклучува TextMaker, кој што е програма за пишување на документи, PlanMaker, замена за Excel, а Presentation, односно SoftMaker Presentation е програма за креирање на презентации. Basic Maker, алатка слична на VBA, односно програма за пишување на VBA кодови. Сега, форматите ги има одание од Microsoft Office и има форматот RTF и HTML, ODS. Корисничкиот интерфейс е сличен на лентата што се користи во Microsoft Office 2007 и подоцна и постои опција да се користат менија и ленти со алатки наместо рибон. Има Dark Mode сега Android верзијата на SoftMaker за Android е наречена SoftMaker Office HD, која што е достапна за таблети со Android и вклучува TextMaker, PlanMaker и SoftMaker. SoftMaker Office HD има само менија и ленти со алатки, а бесплатната верзија за Android се вика SoftMaker Office HD Basic. Сега следно ќе направам мала компарација помеѓу LibreOffice и Apache OpenOffice. Сега, една на големите разлики помеѓу Apache OpenOffice и LibreOffice е фреквенцијата на изданија. LibreOffice се ажурира многу почесто од Apache OpenOffice, што значи дека побрзо ќе добивате нови функции и поправени грешки. Фреквенцијата на ажурирање значи дека има повеќе потенцијал за грешки во LibreOffice, но сите што се појавуваат веројатно ќе се решат брзо. Во поглед на алатките и LibreOffice и Apache OpenOffice нудат во основа ист сет на апликации Writer, Calc, Impress, Draw, Base и Math. Но LibreOffice исто така вклучува и алатка наречена Charts. Како што имплицира неговото име, ова е мала апликација специјално за создавање на графикони кои што може да се додаваат во документи, кои што се практични за презентација, односно кои што оваа програма е практична за презентација. Кога станува збор за јазична поддршка, ако сте повеќе јазичен, вреди да се напомени дека Apache OpenOffice нуди повеќе во однос на флексибилноста кога станува збор за јазиците, што ја возможува да преземате дополнителни јазични екстензии. Ако изберите LibreOffice, ќе треба да се избери еден јазик на почетокот и цело време да се држите до него. Темплеити, односно шаблони. Ако често треба да правите презентации, LibreOffice има предност во однос на бројот и квалитетот на доставните слайдови, односно темплеити за слайдови. Двата софтверски пакети нудат голем број на дизајни направени од корисникот за преземање, но изборот на претходно инсталирани опции на LibreOffice е далеку супериорен во однос на OpenOffice. Следно има за дизајна. LibreOffice и Apache Office, односно Apache OpenOffice, се скоро идентични. Функционалните разлики се многу мали, например, страничната лента на OpenOffice Writer е стандардно отворена, додека за LibreOffice е затворена. И LibreOffice изгледа малку помодерно благодарение на неговите поголеми икони, кои што се наклонети кон суптилни пастелни нијанси, но тоа не е ништо што ќе влијае на вашата секојдневна работа. Кои типови на додеки ги поддржуваат? Ова веројатно ќе биде најголемиот одлучувачки фактор за многу луѓе, иако и LibreOffice и Apache OpenOffice може да ги отворат и уредуваат форматите на Microsoft, кои што се DOCX и HLSX, само LibreOffice може
да зачува овој формати. И за на крај, неколку зборчиња е сега. OpenOffice и Apache, односно OpenOffice и LibreOffice се со отворен код и тие се целосно бесплатни. FreeMaker е бесплатна верзија на SoftMaker. И VPS е бесплатна, но има и премиум. Сега Polaris, ако сакате да направите тест период на самата програма, имате простор од 14 дена. А пак, ако сакате да правите тест период и да видите како работи SoftMaker, имате временски период од 30 дена.